Како што знаете и како што најавивме на пресконференцијата во владата, денеска ќе биде објавен првиот тендер за изградба на фотоволтаични електрани на државно земјиште. Тоа ќе бидат првите 35 мегавата, кои што 25 во територијата на Свети Николе и 10 мегавата на територијата на Македонски Брод. Денеска во Стопанската комора, во рамките на Македонската енергетска асоциација, ќе имаме презентација со цел да ги информираме стопанствениците кои што се заинтересирани за изградба. Сакаме да процедурата биде максимално транспарентна, затоа тендерот ќе трае до средината на август. Ќе имаат доволно време сите да се припремат, значи намерно ги избегнавме годишните одмори, ќе биде, мислам, отварањето 21 август. Отварањето ќе биде во клубот на пратеници, ќе биде исто како што беше и за универзалниот снабдувач во присуство на медиумите, за да биде јасно. Процедурата е многу едноставна, нема комплицирани услови за учество на тендерот. Треба да се исполнат минималните закони кои што се согласно Законот за јавни набавки, значи да има бонитет компанијата, да не биде осудувана, да има позитивни биланси, значи се она што е во законот да не го повторувам, а од друга страна, значи единствен услов за добивање на локацијата ќе биде минималниот премиум, односно кој ќе побара најмала поддршка од страна на државата. Парцелите се поделени на разни големини, значи има парцели од 10 мегавата, 5 мегавата, 2 мегавата, 1 мегават, со цел да обезбедиме услови за сите типови на инвеститори да учествуваат. Она што е многу важно е дека државата ќе ги заврши сите административни постапки во името на инвеститорите и за нивни потреби, со цел тие да не губат покасно време во административните лавиринти на државата. Значи, државата ќе им го додели земјиштето, државата ќе го урбанизира земјиштето, ќе го пренамени од било кој тип во градежно земјиште и со самото тоа, значи, тие откако ќе го добијат тендерот, ќе треба да направат само основен проект, еколошки елаборат и да ја набават опремата. Исто така, ние преговаравме со операторот на дистрибутивниот систем, значи со Евана, околу цената на приклучокот, за да не ги изложува идните инвеститори секој поединечно да преговара, и мислам дека постигнавме многу атрактивни цени на приклучок, меѓу 20 и 30 илјади евра, кои што се напишани во тендерот. Со тоа, обезбедивме да сите инвеститори имаат предвидливи услови за финансирање, да тие чувствуваат правна сигурност, и од тука очекуваме да, имајќи го тоа во предвид, инвеститорите побараат што е можно помали премиум, има помал импакт врз буџетот, а од друга страна се оствари, значи, нашата цел да има колку што може повеќе обновливи извори на електрична енергија. Ова е само прв тендер во низата тендери кои што планираме да ги објавиме. Веќе за неколку недели ќе оди и тендерот за приватно земјиште, значи таму каде што веќе одредени инвеститори имаат направена урбанизација, закупено земјиште или откупено земјиште за градење на фотоволтаици, сакаме и нив да им дадеме можност и шанса да инвестираат. Таму ќе бидат 27 мегавата, што значи дека постојните 35 и овие 27 се 62 првични мегавата, што е повеќе од 3 пати од се што е досега инсталирано во државата, а има инсталирано некаде околу 18 мегавати во сите години уназад. Вице-премиера, дали имате направено пресметка колку средства од буџетот ќе се одвојат за премиумите? Прво прашање, второ, ова се прв тендер нели за 35 мегавати, колка инвестиција очекувате од кога ќе заврши тендерот, од кога ќе се изградат? Значи, колку средства ќе се одвојат од буџетот, ќе зависи колкави премиуми ќе се постигнат. Јас очекувам дека тоа ќе бидат минимални средства во однос на ефектите. За сите 200 мегавата до кои што планираме да дојдеме, тој износ нема да надминува повеќе од 4 милиона евра на годишно ниво, но тоа е само со пресметка ако имаме над 10-11 евра по мегават час премиум, а јас очекувам дека тој премиум ќе биде многу помал и лично сум оптимист дека буџетот практично ќе биде многу малце оптеретен со ова, затоа што очекувам да некои локации се добијат и за многу ниски премиуми. Но тоа ќе го покаже тендерот. Јас не можам сега да унапред шпекулирам, само ви направив една естимација колку може да биде, а што се однесува до инвестициите, ако земете во предвид дека само опремата за 1 мегават инсталирана снага во моментот е некаде меѓу 600 и 700 илјади евра, со сеградежните работи, значи тоа би очекувал некаде некој инвестициски циклус од околу 50 милиона евра. Компаниите од Сдруженијето за енергетика
селско-стопанската комора пред неколку недели напоминаа дека малите фирми на некој начин се дискриминирани, дека не може да инвестираат, дека е намената само за големи фирми. Не, напротив. Значи, апсолутно неточно, заради тоа што денеска, ако бидете присутни на презентацијата, ќе видите дека оние локации што се од 1 мегават, а такви се 6 локации во Свети Николе, на нив не дозволивме да учествуваат тие кои што ќе учествуваат на 10 мегавата, 5 мегавата, што значи точно внимававме на малите инвеститори. И еве сакам да ви направам една симулација, доколку некој сака да направи навистина фотоволтаична електрана од 1 мегават, што е минимална парцела на државно земјиште, а на приватно земјиште ќе може да направи многу помали електрани, но сега зборуваме за овој тендер, во тој случај него ќе му бидат потребни малце средства собствено учество. И сега еве да направиме една симулација за да биде јасно на сите, бидејќи имаше некоја алузија по социјалните мрежи на таа тема. За да се направи 1 мегават ќе е потребна инвестиција од некои 650.000 евра, се разбира, доколку сте вие компанија која што знае што прави, банките тоа треба да го препознаат и со некое собствено учество од некои 20 до 30% можете да отпочнете инвестицијата, остатокот да го земете како средства од банките, односно како кредит, што и нормално во енергетиката, никој енергетика комплетно не прави со сопствени средства, па значи секој оној кој што може да издвои 150.000 евра сопствени средства, може да учествува на овој тендер. Или со други зборови, секој оној што има 2 стана може да ги стави под хипотека и да учествува на овој тендер, ако е доволно храбар и знае што прави. А ако не знае што прави, и милиони да му даете, нема ништо да направи. Или јас се многу јасно кажам, станува збор да направиме една презентација и едно објаснување на тендерската документација за обновливите извори на електрична енергија, конкретно сега значи за фотонапонските електрични централи со премиум тарифи, значи прв пат во нашата држава воведуваме премиум тарифи за разлика од фидинг механизмот кој што до сега функционираше. За жал, бидејќи тој имаше сериозно влијание на крајната цена на електричната енергија, се ограничуваше изградбата на фотоволтаични електрани на 18 мегавати и практично бевме некако заробени во тој механизам. Со новиот закон за енергетика, кој што од мај минатата година е во сила, практично го ослободивме просторот да можеме да ја направиме оваа акција која што денеска тука ја зборуваме, а тоа е да изградиме колку што можеме повеќе фотонапонски електрични централи. И ние како држава размислувавме кој механизам да го воведеме, како да им олесниме на инвеститорите, за да тие побрзо може да ги имплементираат своите проекти. Како човек кој што се занимавал со слични области, знам дека најтешка е постапката административна до доаѓањето до градежна дозвола за секој инвеститор, бидејќи електраните треба да се градат на места и територии кои што не се урбанизирани. И таа приказка почнува со нумерички податоци, елаборат за нумерички податоци, геодетски елаборат, па после тоа урбанизација на тоа земјиште, ако е до 1 мегават, значи во општина, ако е над 1 мегават во Министерство за транспорт и врски. Потоа пренамена на земјиштето, бидејќи тоа обично станува збор за земјоделско земјиште, пасишта, ливади или некоја друга категорија, камењари и така натаму. И сета таа постапка, гледам тука има добар дел на луѓе кои што веќе имаат градено хидроелектрани или пак чак што и фотоволтаици и знаат дека таа сета постапка оди споро и за секој инвеститор им е потребно да речеме најмалце година, година и пол да дојде до завршување на овие елементарни, значи административни постапки. И затоа решивме ние како држава тоа сами да го направиме, за да на инвеститорите им ја олесниме таа работа, им ја направиме попредвидлива, поправно да речеме предвидлива и од друг аспект да ја направиме да биде побрза имплементацијата. Значи со други зборови, државата ќе го додели земјиштето до 70 години, мислам, рековме во тендерот. Како беше? Колку? 50 години. Значи земјиштето ќе биде од страна на државата урбанизирано, значи тоа ќе биде веќе урбанизирано, дека таму ќе се градат фотоволтаични електрани, ќе биде парцелизирано, инфраструктурата ќе биде направена, што значи инфраструктурата? Пристапен пат, ограда затворена, патишта внатре помеѓу локациите, ќе ги видиме покасно, може да ги извадите локациите. Еве, значи ова е македонски брод, дајте Светине, добро.
И значи од друга страна, она што е проблем на секој инвеститор, проблем му е приклучокот на мрежа. И тука, значи, ако оставиме секој поединечно да разговара со операторот на дистрибутивната мрежа, нормално операторот ќе се постави као за секого посебно да прави приклучок, а бидејќи станува збор за една локација од 25 мегавати, и точно тоа беше лимитирачки фактор да биде 25 мегавати, бидејќи претходно видовме колку може да се приклучи на веќе постојната трафостаница. И веќе имаме договор со операторот на дистрибутивната мрежа, точно и колку ќе кошта приклучокот на секој мегават од овие 25 мегавати, што значи секој инвеститор ќе знае унапред колку треба да кошта. И комуналните такси, донесовме одлука на влада, бидејќи одредени општини почнаа сами да ставаат некакви комунални такси, меѓутоа ги ограничивме 0,5 евра по метар квадратен за фотоволтаике, што значи дека не е тоа некоја сума која што ќе оптерети инвестицијата, така да и општините кои што веќе донеле некакви одлуки на нивните совети ќе мора да ги сменат тие одлуки и ќе дојдат до оваа сума, значи за која што сега зборуваме. Како ќе се одвива тендерската постапка? Ќе аплицирате, гледате, значи во Свети Николи има локација од 10 мегавата, локација од 5 мегавата, 2 локации од 2 мегавата и 6 локации од 1 мегават. Зошто овака го направивме? За да може сите инвеститори да аплицираат, и тие што се помали инвеститори и поголеми инвеститори, бидејќи ако ја пуштевме како една локација од 25 мегавата, ќе елиминиравме се што е, да речеме, помал инвеститор, а не сакаме тоа да го направиме. Имаше некои алузии, нели, по социјалните мрежи. Јас можам да ви направам една проста симулација. Ако сакате да направите 1 мегават, ви требаат не повеќе од 150.000 евра собствени средства, што значи секој што има 2 стана, има храброст да ги заложи и да земе кредит и да знае што прави, може да го направи тоа, само треба да има малце знаење и да има храброст, а нема инвестиција без ризик. Така да, практично, ова е одговорот на сите кои што по социјалните мрежи праве алузии дека ова било наменето за, не знам, само за големи фирми, големи инвеститори и така натаму. Апсолутно неточно. Чак што ише за да ги заштитиме малите инвеститори, направивме да на овие локации 6 од по 1 мегават не смеат да аплицираат тие што ќе аплицираат на другите, на 10, 5 и 2 мегавата. И, значи, тендерот е направен, може да се аплицира најмногу на 3 парцели на локацијата Свети Николе, што значи најмногу што некој може да аплицира, али при тоа не може да аплицира на 1 мегават. Али и тие што аплицираат на 1 мегават, па не може да аплицираат на повеќе, за да не настане обратната ситуација, што значи најмногу некој што може да аплицира на Свети Николе и да направи најголема парцела е 10 плюс 2 плюс 5, 17 мегавати. Така да, мислам дека со тоа ги заштитивме и малите инвеститори, и големите инвеститори, овозможивме да има и големи инвеститора, да и малите инвеститори бидат заштитени. Како ќе оди самата постапка? Самата постапка треба да, значи, основните елементи на документи што се по законот за јавни набавки, докажување на лична состојба, нели, неосудуван управител, немање кривична постапка и така натаму, еве ги тие кои се, значи ги знаете од законот, елементарните, значи, услови, ништо над тоа. Втората, значи, врати назад, економските оператори значи да има економска моќ. Што значи тоа? Тоа значи дека правното лице кое што ќе се јави треба, исто како што беше и за малите хидроелектрани, да има 500 евра промет кумулативно во 3 години. Со други зборови, ако сака да направи 1 мегават, треба да има 500.000 евра кумулативно во 3 години промет, не профит. Сега, ако нема промет кумулативно во 3 години 500.000 евра, мислам, практично е мала, не е фирма, значи. Со други зборови, понатаму имаме услов да даде, за да има сериозност понудата, значи бит бонд или гаранција на понудата е 1200 денара по киловат, ако е, значи, македонска фирма и ако ја даде гаранцијата во денара, или 20 евра по киловат, ако е странска компанија, ако ја даде банкарската гаранција во евра. Значи, со други зборови, за 1 мегават треба да даде банкарска гаранција од 20.000 евра за сериозност на понудата. Тоа што значи? Тоа значи дека ако постигне најниска цена на тендерот и не го потпише договорот, во тој случај, значи, му се зема банкарската гаранција, ама тендерот, мислам дека не се повторува, така, Виктор? Него вториот добива договор веднаш, или ќе се повтори тендерот, како е? Ако пропадне? Да.
ќе пропадне, ќе се повтори тендерот. Значи со тоа што секоја локација си е посебен тендер. Значи ако една локација значи се изгуби, не значи дека сите локации ќе одат наново на тендер, не, тие што се добиле си продолжуваат да си градат. Цената на приклучок ќе ја кажат малце попрецизно, значи соработниците, али таа е некаде меѓу 20 и 30.000 евра по мегават, значи за точно се знае колку е за Свети Николи, колку е за Македонски Брод. Дајте локацијата од Македонски Брод. Македонски Брод со оглед на конфигурацијата на теренот ќе биде една локација до 10 мегавати, бидејќи има некоја рекичка, така да не можеше да се подели никако поинаку, тоа е една локација од 10 мегавати, што значи практично во вкупните сите 35 мегавата има две локации од 10 мегавати, има една локација од 5 мегавати, има две локации од 2 мегавати и има 6 локации од 1 мегавати, така тоа заедно станува 35 мегавати. Како ќе оди самата, што треба покрај основните документи кои што сега ги кажав за да се докажат, нели документите за лична способност, економските документи и банкарската гаранција за учество на тендер, значи следно што ќе биде, значи параметар кој што ќе треба да го напишете во вашата понуда е само премиумот кој го барате. Максимално дозволениот премиум е 15 евра по мегават инсталирана снага, извинете, по мегават час произведена енергија. Што значи тоа? Тоа значи дека вие ќе енергијата која што ќе ја продавате во текот на годината, ќе донесете на крајот од годината од операторот, од броилото, значи колку сте предале енергија во систем и по цената што сте ја добиле, значи на тендерот, колку евра по мегават час премиум, толку државата ќе ви исплати, нели, премиум на крајот на годината кога ќе заврши годината. Во меѓувреме вие електричната енергија ја продавате на слободен пазар. Секој снабдувач би бил заинтересиран да ја купи, а доколку не можете вие да се снајдете, во тој случај државата ќе номинира офтейкер, ќе го зборам тоа малце покасно. Сега да се вратам, значи, на суштината околу тендерот. Вие во вашата понуда ја пишувате, значи, сумата на премиум што ја барате. Ако пишете 0 премиум е невалидна понудата. Тоа го пишува во тендерската документација, ќе го видите, бидејќи 0 не е понуда во електронскиот систем, значи најниска цена што може да напишете е 0,01 евро по мегават час премиум барате. Што ќе биде, значи, откако ќе се отворат понудите се отвараат на 21 август. Отварањето ќе биде, значи, јавно во дом на пратеници со присуство на медиуми. Ако, значи, во понудата за една парцела аплицирале повеќе понудувачи, при тоа, значи, најниската цена се зема како почетна цена за електронска аукција која што покасно ќе се организира. Што значи, ако некој најниско бара 3 евра по мегават час, тоа е најниската цена и се отвара електронска аукција. Ако нема поддавање, нели, согласно правилата за електронска аукција после. Што ќе се случи ако некој стигне, значи, во таа електронска аукција до 0,01 евра по мегават час, колку што е минимално, нели, негативно, во тој случај прекинува аукцијата, се известуваат сите понудувачи дека е достигната цена 0,01 евро по мегават час и се известуваат дека ќе се премине кон позитивна аукција. Значи сега одиме обратно. Значи при тоа позитивната аукција не е по мегават час да плаќате вие сега премиум, него за да се добие локацијата еднократна надокнада. При што, значи, почетната цена е 1000 евра по мегават инсталирана снага. Значи, ако се достигне до цена 0,01 евро, прекинува аукцијата и при тоа, значи, се отвара нова аукција, се закажува нова аукција, се информираат сите понудувачи кои што учествувале во електронската аукција и се информираат дека сега ќе се организира позитивна аукција, со што почетна цена е, значи, 1000 евра по инсталиран мегават снага. И сега се наддава, ќе видиме, тогаш во таа информација ќе има, значи, колку ќе биде чекорот на наддавање, 100-200 евра и така натаму. И сега одиме со позитивно наддавање, тој значи што ќе ја земе локацијата на тој начин, тоа значи дека нема да добие никаков премиум, значи не е заинтересиран за премиум од државата, а за да ја добие локацијата, еднократно ќе треба да уплати толку колку што ќе се постигне цена на аукцијата. Ова е направено заради тоа што гледам дека има доста компании, бидејќи, пазете, на начинот на кој што ние ја организиравме работата,
е сега доста предвидлива и за инвеститорите сигурно. Инвеститорот што треба да направи? Ќе треба да направи само основен проект, што не е голем проблем за овој тип на објекти. Ќе треба да направи еколошки елаборат, што исто така не е голем проблем, пошто ние више сме го урбанизирале, одредиле за таа намена, али не може државата да го направи во име на инвеститорот. Него инвеститорот треба да си го направи за себе, пошто ние не знаеме каква опрема ќе инсталира, не знаеме какви инвертори ќе стави, дали повеќе, еден, тоа си е сепак негова работа. И во таа смисла, значи, после тоа треба тој само да ја купи опремата и да ја инсталира. Тоа ќе биде обврската на инвеститорот. И поприлично е предвидлива. И како таква, како инвестиција, поприлично сигурна, да речеме, во споредба со малите електрани, кај што се мораше да прави, нели, инвеститорот, тргнувајќи од нумерички, од елаборати за нумерички податоци, па натака и тие постапки траат, мислам, години траат. Така да, во случај, ако уште во самата понуда некој побара 0,01 евро, значи некој даде 0,01 евро, во тој случај, автоматски се прави позитивна аукција, значи не се оди на негативна аукција, се информираат сите понудувачи, кои што ги поминале административните постапки, дека има понудено 0,01 евро, и во тој случај почнува одма позитивна аукција, почнувајќи пак од 1000 евра по инсталиран мегават. Значи, ако тоа се постигне за локацијата од 10 мегавати, почетната цена ќе биде 10.000 евра за локацијата. И сега, ако има, нели, наддавање, има наддавање, ако нема, тоа е првичната цена кој ќе ја понуди тој. Ако никој не понуди првична цена, тогаш тој што дал 0,01 евро премиум кој што побарал е добитник, пошто ние кој ќе направиме позитивна аукција, може да никој нема да понуди. Така? Тој е спремен да доди до 0,01, ама не е спремен да плати 10.000, али ние сме им дале шанса на сите. Ако не ќе никој да плати, тогаш тој што понудил 0,01 евро премиум да добие, локацијата е негова. Прашањето е што ако двајца за една парцела имаат понудено 0,01 евро, а нема позитивна аукција, така? Не се заинтересирани за позитивна аукција, во тој случај, тој што прв го ја дал понудата во архива со време и датум, тој ќе ја добие. Така да сите кои ќе давате понуди, инсистирајте да ви запишат време и датум. Јас мислам попросто, не знам како да го објаснам, постапката е многу елементарна, многу проста, нема што многу да се филозофира, нема евалуации тешки, нема субјективно одлучување, нема на кого како да му се помогне. Значи, ова е, кој ќе понуди најдобро, нека ја земе локацијата и нека гради. Она само, не го кажав, значи во делот на кога ќе имаме, значи тој што ќе ја добие, нормално треба бит бондот ќе стои, треба да даде перформанс гаранција. Перформанс гаранцијата беше 4650 или тоа е 70 колку евра. Така? Значи, да, 4650 денари ако е денари по киловат или 75 евра по киловат инсталирана снага, или со други зборови треба да даде 75.000 евра банкарска гаранција дека ќе изгради електраната во даден временски период. Зошто? За да се заштити државата, некој да не ја земе локацијата, а ништо да не прави, така? Значи да ја блокира само локацијата. Ова јавна расправа ја организиравме за да добиете сите информација. Има доволно време, значи минималното време е 45 дена за тендерот, а меѓутоа тоа иде среде лето некако. Значи ќе дојде таму среде јули и за да не има некаков сомнеж дека ете сега баш среде лето го направивме сите кога се на одмор, за да не можат да се јават, го пролонгиравме до 21 август, за да имаат време сите да се спремат, за да имаат време сите да го видат, со други зборови за да биде колку што може поуспешна постапката. Реков дека ќе зборувам посебно за офтейкерот, значи да, сите што имате, што се занимавате со оваа проблематика, знаете дека не е тешко да се продаде струја во Македонија, бидејќи тоа е дефицитарна роба. Нормално тоа може да оди по берзански цени, не може да оди над тоа, значи на слободен пазар си. Секој снабдувач е заинтересиран да ја откупи таа струја, но ако не и вие како инвеститори, кој да биде инвеститор, нема обврска да ја продаде на некого. Значи може да си ја продаде на слободен пазар. Но доколку не може да се снајде, не знае, не сака да се занимава со тоа, не му е тоа дејност, има други дејности и така натаму, во тој случај државата ќе распише посебен тендер и тој ќе биде познат, значи до 21 август.
значи на кој што ќе ги покани сите снабдувачи да конкурираат за офтейкери. Значи со други зборови, тој снабдувач, таму аукцијата ќе биде обратна, тоа посебно ќе го дискутираме, значи со нив и ќе направиме и презентација. Значи каде што таму ќе почне цената, значи за надавање Хупекс минус нешто, да речеме минус 4, и кој снабдувач ќе даде повисока цена, да речеме ќе дојде до Хупекс минус 0,5, и тоа значи дека по сати како произвел тој, така по сати ќе му ја прелати струјата, тој значи снабдувач си зима обврска дека ќе го стави во својата балансна група и дека ќе му ја откупи струјата со таа цена. Што значи дека и нормално ќе даде банкарска гаранција за тоа, тоа значи дека тој што ќе биде офтейкер му гарантира на тој што ќе биде инвеститор дека ќе му ја откупи струјата, но инвеститорот има алтернатива. Ако сака ќе оди кај офтейкерот, ако не сака си е сам. При тоа што ќе може еднаш годишно да донесе одлука. Значи во ноември треба да каже за следната година што ќе прави. При тоа значи и договорот помеѓу офтейкерот и снабдувачот ќе биде познат унапред, во тендерот ќе биде и во тој договор ќе има да речеме дека пак тој сега што е инвеститор треба да најави нели на офтейкерот со некоја точност од плюс минус 10%, значи диаграмот за утре за производството. Ако го најавил, ако не го најави, значи надвор од тоа офтейкерот нема одговорност, али во тие толеранции, значи тој треба да му ја преземе енергијата и треба да му плати нели цената на електрична енергија. Ако е надвор од таа граница, во тој случај ќе важат правилата за балансирање кои што важат во државата за сите. Сите кои што се во оваа област и кои што било кога работеле нешто во делот на електрична енергија, мислам дека многу прецизно ги кажав сите услови, да може сите да ги разберат. Меѓутоа и тие кои што не работеле во оваа област, а сакаат да инвестираат, значи без никаков проблем стоиме на располагање пак за дополнителни информации доколку за тоа има потреба. Она што сакам да ве информираме дека за 2-3 недели ќе испадне и нов тендер. Зошто? Тој ќе биде на приватно земјиште. Тоа значи дека некои од инвеститорите веќе си определиле, значи почнале некаква постапка, урбанизација направиле пренамена на земјиште, сакаат да направат во рамките на фабриката, кај него таму има некаков простор и така натаму. Ние не сакаме да ги ограничиме, значи да мора само на државно земјиште да прават, нека прават и на нивно земјиште, но бидејќи ние не знаеме колку се тие и кои се, таму тендерот ќе го конфигурираме поинаку, ќе го поделиме во 4 категории, ќе биде меѓу 0 и 200 киловата за мали инвеститори, фарма мала, не знам, трло некаде во планина и така натаму. После тоа, значи, меѓу 200 и 500 киловати, меѓу 500 киловати и 1 мегават, 1000 киловати, значи, и меѓу 1 и 3 мегавати. Таму ќе има 27 мегавата, при тоа Виктор ќе ми помогне сега, првата е 2, меѓу 0 и 200, значи 2 мегавата вкупна снага, меѓу 200 и 500 киловати 5 мегавата, меѓу 500 и 1 мегават 10 мегавата и меѓу 1 и 3 10 мегавата. Таму како ќе се одвива аукцијата, со тоа што таму веќе секој инвеститор ќе мора сам да ја помине постапката, урбанизација, пренамена на земјиште, приклучок на мрежа, бидејќи не знаеме каде е. И таму постапката ќе биде, значи во рамките, еве да речеме од 0 до 200 киловати, тие 2 мегавата ќе оди негативно поддавање, значи негативна аукција, и кога таа негативна аукција ќе престане, значи веќе нема поддавање, во тој случај ќе се земат од доле и нагоре тие кои што ќе влезат во 2 мегавата квота. Као за кросбордер капацитетите при продажба на кросбордер капацитети, алокација на кросбордер капацитети во МЕПСО што се одвива, истата постапка практично. Со тоа што тој тендер ќе биде посебен. Овој само ви го најавувам да ви кажам дека сите кои што нема да успеат или веќе имаат некакво земјиште, тогаш може да го почекаат тој, нели? Значи не мора да одат на државното, иако на ова да речеме е многу попримамливо бидејќи сите работи се веќе завршени. Јас се надевам дека во овие 10 минути колку што зборев, 15 не знам, значи јасно го објаснив моделот. Ако има дополнителни прашања, јас стојам на располагање да објаснам. Ако јас нешто не знам у детали, еве тука се луѓето кои што беа директно вклучени во пишување на тендерот, и консултантите, и луѓето од мојот кабинет и од Министерството за економија,
да дообјаснат повеќе. Председателе, благодарам за можноста Благодарам. и еве вие ќе си ја водите седницата натака.